Денес 21 март на плоштадот во Струмица беше одбележан денот на лицата со Даунов синдром. Настанот беше организиран од Сдруженијето за помош и поддршка на лица со Даунов синдром Вера од Струмица, заедно со учениците од Средното општинско училиште Јане Сандански. Тие ова година на еден поинаков начин го одбележаа овој ден, така што околу 150 ученици од гимназијата излегоа на плоштадот и ги направија бројките 21 и 3, и со тоа ја покажаа нивната поддршка кон лицата со Даунов синдром. Сдруженијето Вера веќе цели 15 години го одбележува овој ден со една јасна и гласна порака дека овие лица се тука и секој од нив заслужува еднакви права и можности. Од 2006 година насекаде во светот се одбележува 21 март, светскиот ден на лицата со Даунов синдром, поради символиката на самиот број 21.3, затоа што овие лица се родени со копија на 21-иот хромозом 3 пати, односно во својата ДНК тие 21-иот хромозом го имаат 3 пати. Сдруженијето за помош и поддршка на лица со Даунов синдром Вера од Струмица веќе 15 години го одбележува овој ден на свој начин и испраќа една гласна и јасна порака дека овие лица се тука и дека секој од нив заслужува еднакви права и еднакви можности во општеството во кое што живее. Оваа година, заедно со учениците од Средното општинско училиште Јане Сандански од Струмица, одлучивме малку на поинаков начин да го одбележиме овој ден, со тоа што некаде околу 150 деца ученици во гимназијата ќе излезат на плоштадот и ќе ги направат броевите 21.3, со тоа ќе ја дадат поддршката за своите другарчиња и за сите лица со Даунов синдром. Состојбата за правата на лицата со Даунов синдром се подобрува, но не е до максимум. Моментално деца вклучени со посебни образовни потреби, вклучени во редовен образовен процес, немаат образовен асистент, бидејќи се уште не е донесен законот за инклузивно средно образование, вели Анче Туфекчиева, родител на дете со Даунов синдром. Да, ние како здружени, но пред се како родители, секогаш ќе бидеме тука да ги бараме правата на нашите деца. Состојбата се подобрува, но не е до максимум. Моментално деца вклучени со посебни образовни потреби, вклучени во редовен образовен процес, немаат образовен асистент, затоа што се уште законот за инклузивно средно образование не е донесен. Тоа е се на штета на нашите деца. За жал, се надевам дека после 3 години колку што е во процедура да се донесе законот, ќе биде донесен во најбрзо време, затоа што процесот на инклузија и на образование тече. Нашите деца се вклучени, но меѓутоа не ја добиваат целосната поддршка. Освен образовните, во општина Струмица се вклучени лични асистенти кои што им помагаат во текот на часовите, тие се ангажирани од страна на општина Струмица. Значи недостасуваат овие образовни асистенти и ние ќе сме тука секогаш за да го испратиме гласот и да ги подобриме условите на нашите деца. Ова година со јавна дебата во Струмица ќе биде одбележан 21 март, меѓународниот ден на лицата со Даунов синдром. Дебатата ќе се одржи во 18 часот во повеќенаменскиот социјален центар во Струмица, а говорници ќе бидат доктор Македонка Григорова, специјалист педијатар, доктор Никола Маџунко, специјалист гинеколог, и Наташа Георгиева, специјален едукатор и рехабилитатор.